Гледате дебата на Макфакс. Дошто од овие денови е стивна полемиката на социјалните мрежи околу загадувањето на воздухот во Скопје, но проблемот со канцерогените честички и натаму останува. Веројатно е прашање на време кога повторно ќе се активираат граѓаните со коментари дека во Скопје е неподносливо да се дише. Што треба да направи градската власт во Скопје, централната власт на ниво на државата за овој проблем конечно да се реши и секако да не се претвара во читање само на некакви стратегии, анализи и коментари за тоа што треба да се направи? Разговарам со Лиljana Поповска, председателката на Демократската обнова на Македонија и пратеник во Собранието. Добре дојдовте. Добре најдов. И господинот Јован Мазгански, екологист, представник на коалицијата ОДВА. Добре дојдовте и за вас. Господјо Поповска, еве на самиот почеток ваш впечаток првичен, дали централната власт за локалната е веројатно многу рано да се коментира бидејќи периодот во кој што тие ја презедоа практично власта е мал, меѓутоа дали е загадувањето на воздухот приоритет на централната власт? Каков е вашиот впечаток? Да, мислам дека е, затоа што и кампањата всушност беше зелена кампања на локалните избори и буквално сите градоначалници од парламентарното мнозинство се заложија дека од таму ќе почнат со активностите. Од друга страна и таква е климата, толку е нарасната еколошката свест на граѓаните и свеста за заштита на нивното здравје, што политичарите мора тоа да го следат. Додека порано ретки беа политичари кои што ќе го разбереа тоа и ќе прифатеа нешто, сега едноставно тоа е тренд. И кој искрено, кој од нужда, од барање од граѓаните, меѓутоа мислам дека ќе го следат, а и првите најави што ги дадоа градоначалниците, да речеме еве градоначалникот Петре Шилегов во Скопје, покажуваат дека се зафаќаат на сериозен начин со екологијата, во контакт се директно со граѓанските активисти, не само што подпишаа претходно меморандуми, декларации за соработка, тоа се правело и порано, меѓутоа излезе Шилегов со конкретни мерки. За некого можеби изгледаат непопуларни, меѓутоа борбата со загадувањето треба да се води честно. А тоа значи дека треба да се каже дека борбата со загадувањето ќе чини средства и ќе чини одскажување од некоја лагодност и комодитет на некои кои што спокојно загадувале. Алудирате на покачувањето на акцизата за нафтата, меѓу другото за дизелот, апсолутно. Да не заборавиме дека во една Норвешка, во Осло, да речеме, дизел возилата се апсолутно забранети. Веќе известно време, известен број години. Да не заборавиме дека сега веќе сите европски метрополи, па и не само европски, воведуваат сериозни рестрикции за одредени видови горива, бензини и така натаму, а дизел горивата се меѓу најголемите загадувачи и тие требаше уште многу одамна да се стават во забранета зона, но бидејќи многу луѓе пак возат возила со дизел горива, бидејќи некои заработуваат од тоа со камиони, со превозни средства и така натаму, веројатно ќе треба државата да направи премостување, да им овозможи со некои социјални мерки и субвенционирање, еколошки субвенционирања на граѓаните да можат да набават возила кои што ќе ги задоволуваат стандардите. Или може една од варијантите која што во преоден период би можела да биде, може да субвенционира државата дел од неколку, мислам дека е околу 200 евра од прилика, прилагодувањето на возилата кон газ, ако не се лажам. Значи тоа е исто така намалување на загадувањето. Тоа не е голема сума, не е невозможно да си го дозволи секој граѓанин, а оние со помалку примања би можеле да аплицираат и да добијат субвенции за тоа. Перцепцијата во јавноста е дека итните и вонредни мерки кои што практично ги заговараше актуелниот градоначалник на град Скопје Петре Шилегов, сега претпоставам дека остануваат само на волја, заради тоа што нема ништо ефектуирано во таа смисла. Како ги оценувате, уште колку време ќе биде потребно еве на локалната власт нешто конечно да почне да прави? Ако се сеќаваме, минатата година имаше 2 или 3 дена бесплатен градски превоз. Сега најавите се дека ќе поскапи можеби паркингот за да се стимулираат граѓаните нели да одат да го користат практично во таа смисла јавниот превоз. Каков е вашиот впечаток, дали нешто конкретно во таа смисла може да се направи? Може и мора да се направи. Јас очекувам дека веќе следната недела ќе ги видиме мерките на
дело, инаку не би било во ред. Меѓутоа, верувам дека што ми е кажано, дека тоа ќе се спроведе. Инаку, минатата година ние го убедивме тогашниот градоначалник Коце Трајанов, водевме една жестока кампања, ни требаше месец дена кампања за бесплатен автобуски превоз да водиме, меѓутоа на што се сведе таа, се воведе конечно и по 2 дена се укина со образложение веќе нема потреби, падна вредностите на загадувањето под опасната вредност. Разговаравме за дел од проблемите, се некако е добро, изгледа дека треба да се примени, меѓутоа де факто во пракса не се случува ништо. Зошто е тоа така? Зошто со години практично ниту една власт не се нафаќа системски да го реши овој проблем со загадувањето во Скопје? Па мислам дека интересот и алчноста, и тоа го одобрува за жал и власта, дали локална, дали ова, Централна, да. секаде има тоа е основно. Иначе, да загадувањето што се допринесуваат најмногу концентрацијата на луѓето во градовите, не едно место се живее. Скопје Има веќе некоја пренатрупано, статистика, читав 80% од населението во светот живее во градови. Тоа е и слично и кај нас е. И самата конгломерација на населението, збивањето, веќе им допринесува, заради тоа секој живо суштество, почнувајќи од мачето, кучето и така натаму, допринесуваат за загадување, заради тоа што тука има и со дишење, и со прашини, и со некои паразити на нив што се јавуваат и така натаму. Значи, сето тоа допринесува. Кај нас се концентрира. Плюс тоа што имаме луѓе многу во градот, имаме и кучења многу и мачки, што ни се помили од луѓето дури. Би рекол тоа за друг пат тоа ќе го Друга кажам. тема е тоа, да. Да, друга тема. Меѓутоа, онак што го рече господјата Лилјана, во градовите треба да се долгорочно планира. Би го додал уште на она што го рече градежништвото, не само градежништвото како активност, него и урбанизмот. Нашиот град, градовите кај нас, се презагушени, нема струење на воздухот. Она што било некогаш, сега го нема со тие високи градби или ориентацијата. Треба да има точно определена ориентација, заради тоа што имаме хидрометеоролошки, ако имаме некакви податоци поголема серија, тоа е веројатно не се целосни, ама тоа што го има го прата со децении веќе и имаме релативно добро за ружата на ветровите и тука треба да се води сметка. Не заради тоа што некој му текнало така да ја постави зградата или тука со таа катност, него точно стандарди треба да се определат. Така да урбанизацијата е голем проблем. А литературата што се чита и за воздухот, и за климатизацијата, климатизирањето, урбанизмот може да донесе до 20% повеќе корист или штета нормално. И затоа треба тука да се води сметка. Значи, од тука треба да се тргне. Нормално, тука не можеме да многу се направиме што е досега направено да рушиме, не су многу за рушење, него барем тоа ново што се прави, на местата кај што се ново прави, да се води сметка за тоа. Тоа е едната работа. Другата работа, прашини имало секогаш и тоа, меѓутоа во основа треба да се знае и граѓаните треба да знаат дека најопасни се. Прашините тие најситните што не ги гледаме, со 10 тоа, а тоа ако се со влакното, јас имам во PowerPoint, ако го гледате, ќе видите споредба колку е. Тоа е неколку стотици пати по мало частичката од дебелината на простично човечко влакно, од косата. Во милимикро... Да. Така да, тие се најопасните, заради тоа што поголемите прашини во основа во горните патишта и тие се исфрлаат со тоа. Тие продираат најдлабоко и тие се најопасните. И што уште моја замерка е на тоа, кој ги гледаме, ги мерат само PM10. И PM2,5 исто. PM10 ги мерат, а меѓутоа само на едно место мерат PM2,5. Тие јако се континуирано, некако се разграничени со тоа. Значи, и тие треба да се мерат и да се мерат на по-често, на по-густо да се распоредат, не само во Скопје или во тие неколку града, него на целата територија на Македонија.
И уште нешто да кажам, кога господјата рече дека не се битни деновите, иако и деновите кажуваат нешто прилично за некакви активности што треба да се земе. Вчера ги гледа, синоќа баш ги гледа, знаејќи дека тоа ќе видиме, дека единствено Лазарополе, кај што има мер, има само 3 дена над нормалата, и тоа колку е тоа договорено, тоа е пак тој стандард договорен. Сите други се над. Скопје од прилика доаѓа на 150, иако според некакви стандарди светски е ставено дека тоа треба да бидат 35 дена над дозволеното, а друго е дозволено 60, над дозволеното да е 60, а друго е 160 или 260. Да. Господи Поповска, податоците на вистина се алармантни. Не знаеме каква ќе биде допрван или зимата и предстојниот период, меѓутоа следејќи ги податоците секоја година на вистина се загрижувачки. Што прави централната власт за ова прашање? Веќе неколку 5 месеци функционира нели новата власт, вие сте исто така дел од неа во таа смисла и кажете ми кои се политиките за кои што вие ќе ги предлагате и ќе се заложувате во собранието да може да бидат приоритет на новата власт, бидејќи ова прашање на вистина е алармантно. Пред се носење закон за зеленило, еве го тука го имам, кој што го предложивме во текот баш на кампањата пред самите локални избори. Тоа е веќе во процедура. Тоа е во процедура, 1 месец има како е во собрание, покрај мене го потпиша Маја Морачанин, колешката од Дом, Петре Шилегов, Стефан Богоев и Благој Бочварски, кои што се сега градоначалници на Скопје, на Карпош и на Штип, Диме Велковски, колегата од СДСМ, и Ејуп Алими, колегата од ДУИ. Така што со овој закон, значи за зеленило, покрај тоа што се штити зеленилото со редица мерки, со забрана да се сече било кое дрво со обем над 40 сантиметри во височина од 1,3 метри, тоа е земено од австријски, од германски закони, вакви примери, покрај обврската да се направат зелени катастри по градовите и да се попише целото зеленило и да се знае дека тоа е заштитено и дека не може зеленило да стане градежна зона. Тука се предвидени други работи кои што беа пречка досега да се донесе. Тука е предвидено планирање и проектирање на зеленилото. И тука директно задира во сегашниот начин на урбанизмот, на водење на урбанизмот. Имено постои обврска со овој закон дека на ниво на град мора да се обезбеди најмалку 25 метри квадратни зеленило по жител и најмалку 20% зеленило на ниво на градежна парцела. Тоа се некои минимални стандарди, се разбира дозволено и многу повеќе, но тоа е минимум за да може да има пристојно живење. И тоа значи дека и законот за просторно и урбано планирање, и законот за градење, и правилникот за стандарди и нормативи за планирање и проектирање ќе треба да се менат, затоа што во сите овие закони и подзаконски акти што ги спомнав, нема З од зеленило, односно има една смешна состојба во правилникот за стандарди и нормативи, каде што под зеленило покрај зелени површини се сметаат дури и бетонски игралишта за кошарка, да речеме, или објекти Маракана, да речеме, објектот со кафеани и други содржини деловни се смета за зеленило и спаѓа во категорија Д. Тоа се скандалозни манипулации со зеленилото што се почнати уште од осамостојувањето во Македонија и морам да спомнам дека од осамостојувањето Македонија го уништува систематски зеленилото и само се оди се рестриктивно во таа насока. Значи, последните неколку години како граѓани бевме свесни на еден невиден масакар на зеленилото во Скопје. Перцепцијата на дел од јавноста е дека сепак Дом како единствена зелена партија во Македонија тоа го аминувала многу глатко и многу пасивно. Ни случајно, ниту пасивно, ниту глатко. Значи тоа биле кавги, расправи и јавно, впрочем, само некој што не сака да признае, нема да признае затоа што има документи, има од пресконференции, од дебати, во собрание, пред медиуми и така натаму, значи безброј акции, иницијативи и така натаму, денови на гушкање на дрвото го воведовме, што се не, мислам, спречивме многу работи, меѓутоа не може без системски приод, без законска регулатива, која што некој ќе сака да ја спроведе и без политичка
политичка волја на мнозинството, не може како еден пратеник може да иницира, меѓутоа не може да донесе закон. Така што не може партија која што не го обезбедува мнозинството да ги обезбеди промените на законите. 3 пати имам предлагано, ова ми е 4-то предлагање на овој закон, наветено, надоговорено и едноставно не изгласано. Така што тоа биле борби буквално за се, но зеленилото не можеш да го браниш дрво по дрво. И тоа треба, но тоа не е доволно и се покажа не е ефикасно. Само системска заштита со нормални закони, честни закони и со честни институции, некорумпирани, може да го прават. Кога слушнавме пак како некои шетале по водно и што правеле и си гледале парцели таму, тогаш дури се свати всушност каков бил третманот на зеленилото во психата, во свеста на некои луѓе од кои што зависела политиката. Тогаш одлуката за да излезете од коалицијата? Не, предходно беше донесена. Уште предходно и ние на Конгрес имавме и конгресна одлука уште цела година предходно, а инаку да не заборавам само подсетување, 2013 ние излеговме самостојно на локални избори, тогаш тие 25.000 гласови ги освоивме и тоа ни даде легитимитет како зелена партија со гласачи кои што конкретно гласаа за зелена програма и бомбите само олеснија во еден момент да се излезе, да се убедат сите членови и симпатизери дека е тоа многу потребно и нужно, инаку нашиот процес на излегување одамна почна. Господине Мазгански, според вас како еве дел од невладиниот сектор, што итно веднаш мора да се направи без одлагање за подобрување на состојбите со аерозагадувањето во Скопје? Што хитно треба да се направи? Прво дисциплината, што ја рече господјата. Јас некни беше пред 3-4 дена пред да паднат дождовите, 3-4 дена пред, по мој аеродром, па и во центар, нарочно са баеле со тие дувалките. Замислите една дувалка, која што со нападнатите листја се собрано прашина, а гледав, застанав да гледам, најмалце 100 пати се тој исти лист да се издува целосно. Прво, загадува од горивото. Бучавата, исто еколошки проблем. Али најголем проблем е она прашината што ја дига. Околу неа прашината се цело време. Ако не, тоа е наједноставно. Наједноставно дувалката земи гребла, ако треба малце и да не се, нека имаме поарно да газиме полиција, отколку да дуваат таму. Со тоа, нарочно кога нема ветар. Значи, прва едноставна мерка која може веднаш да се примени. Наједноставно да биде. Другото веќе да не ги повторам сите тие работи, само кога кажа за дрвата, јас бев и оснивач на денот на дрвото и тие ги работи и ги пратев тогаш што се бенефитите на дрвото 29 изброили американците. Ние имаме уште 30 на некој начин бенефити од тоа. Со тони и тони прашина собира едно одраснато дрво. Мислим, 1 хектар одраснати дрва, се извинувам. Кога дискутиравме еднаш, не знам дали беше господјата тамо, со градоначалникот бивши, и викам, добро, јас сум толку за екологијата, што мислам за секој исечено дрво 10 посадувам. Добро, реков. Се сади, нема проблем, некогаш. Колку од тие 10 остануваат живи? Најчесто, ретко остануваат живи. И колку време им треба за да го... На многу места кај мене посадија, па 3 години ги израстаа. Веќе таман израсна, една жена имаше во приземје кај на сама жена, па беше ги поливаше со канта на некој начин. Израсна, дојде топлификација, ги исече заради тоа што биле над пароводот. Значи не се планира. Самото градско собрание, ако сеќавате, пред да дојде, се засадија покрај дрвото, мислим дрва покрај зидот тамо покрај тоа, после година и пол се исекува. Што значи, она што го рече господјата, долгорочно треба да се планира за сите тие. Зеленилото е еден од основните, ако не основните, еден од добрата заштита на сите еколошки билите бенефити. дробови на градот. Да. Така сите бенефити да не ги се набројуваме, али меѓу нив и прашината, која што сега е на дневен ред. Да. Господи Поповска, сосема за крај, како го гледате Скопје после 10-15 години во зелена смисла?
Како град со растоварен центар од сообраќај, по примерот на една Виена, комплетно е сменет центарот на Виена. Не само што Виена е град каде што има околу 50% зеленило на ниво на град, но тоа е веќе традиција која што со години се чувала, 100 и кусур години веќе има помината од првиот акт за заштита на зеленилото во Виена, на виенските шуми околу и потоа и на се што постои во Виена. Меѓутоа, зелените издействуваа да се направат пешачки зони во самиот центар, најгустиот центар на Виена, во срцето на градот. Во срцето на градот, кај што е најголемата фреквенција, како пример најсветол е Марија Хилферштрасе, најпрометната шопинг зона, шопинг улица, која што е сега пешачка зона, со алеи на зеленило во жардинјери, бидејќи кај што веќе било изградено, не можеш одеднаш да најдеш друг начин земја, освен да ја поставиш во жардинјери. Тоа се огромни жардинјери, меѓутоа и огромни дрвја се таму насадени, затоа што во денешно време и дрво големо го земаш од шума, можеш да го насадиш. Значи, тоа се хумани простори со уметнички детали, благородни и незагадени. Така е низ цел град и се повеќе и повеќе простори се освојуваат и се прават такви. Значи го замислувам и Скопје на таков начин со велосипедски патеки насекаде, да може да се стаса со велосипед и тоа на безбеден начин, не на опасен начин како што е денеска во Скопје, со зони на зеленило насекаде, онаму каде што нема можност, каде што веќе се изградило нешто, треба да се направат тераси со зеленило, треба вертикални зидови со зеленило, треба да има прочистувачи за воздухот масовно. Значи има работи кои и во густ град може да го облагородат и да го подобрат квалитетот на воздух со јавен превоз кој извонредно ќе функционира, со електрични возила и во јавниот превоз, а исто така се повеќе електрични возила и во сообраќајот воопшто. Значи, сето она што загадувало да го нема или да е сведено на минимум, но исто така и со масовно приклучување повторно на граѓаните во централно грејење, затоа што исклучувањето на граѓаните од централното грејење поради сиромаштијата исто така придонесе да бидат втурнати на други начини да се греат и да употребуваат се и се што. Значи, но и пред се хуман град каде што ќе се стопира ова вандалско градење, каде што нема да има згради од типот на монструм зградата, ја нареков, па нека ми се закануваат со тужби 100 пати настал зградата во Карпош и ред такви зградурини кои што се изградени или се закануваат да изградат. Студио Поповска, господин Мазгански, ви благодарам што бевте дел од дебатата на Маквакс.